Леле, каков сум со шеширов, драги гледачи, ќе го извадам. Го ставам на балон. Добро вечер, со мене Сергеј Варошлија. Денеска сум, воопште не знае темата мода. Денеска сум многу среќен и многу возбуден и ќе ми пукне душата од среќа заради тоа што конечно успеавме да оствариме соработка со погодете кого. Аха, вика ја. Да! Дојде Хурем! И кажа на овој балкон дека сите што носат лоши алишта и што ги корнат незините фустани од чаршафи и што прават сукњичиња дека ќе им ги изгори. Ете така ќе биде забавно со Хурем Султан, а БМЈ Медија Груп како семожна корпорација оствари соработка и со Хурем. Па сум пропаднат од балоните, али своевремено ќе ги испукам. И сега знаете дека вчера беше вакво Халоуин, па да видиме што имаше од Халоуин, нешто што мене лично ми остави малку впечаток. Да, Скопје. Леле, заборев, да. Се убрзав малку, да, скопските улици. Девојчето изгледа окей. Убава коса, многу бейзик, минимална комбинација, бела блуза, добар джинс, супер црвени чизмички. Браво. Тука маш нешто не ми е јасно. Дали диск премногу колор ми прави малку конфузија? Што држи Ефи во раката од оваа страна, девојчево? Што е тоа? Не, тоа е гумата од колата, она нема ништо во раката. Ми заличе како да има куфер. Не, се смејат. Знаете, јас ги гледам овие фотографии по прв пат и они мора да ми кажат таму. Пошто вака како урочен ги гледам. Како и да е добро е стилизирана во црното, не е тоа куфер, него било гума од тркалото. Другите две не е тоа модна катастрофа, меѓутоа се малку Гризелда и Анастасија. За другарката во црното да, за овие две малку нека подразмисла, така изгледаат некако чудно. Донесот претходната фотографија само се пресобракле погрешни алиште повторно. Така личат. Шега на страна. Девојката во црната вентијага, со црната торба, пегет фармерките, патиките, изгледа супер. Другата девојка или госпоѓа, не знам за кого станува збор, ќе беше многу подобро да ги немаше тие. Што има на нозете доле, Ефи? Какви се тие чевлички? Молим? Кафеави чевлички. Од тука ми изгледа као да е на чорапчиња, бела чарап има. Знаев дека нешто не е во ред со кондурчињата. Што вие носите со кондурчињава? Не. Ова не. Молим. Па добро што каже well, пошто тоа well кај неа не се знае зошто и како го кажува. Некогаш и се допаѓа, некогаш не и се допаѓа. И она е, што викаат французите, малку комси, комса. Сега, апропо Халоуин, апропо Анџелина Џоли и што и да е се друго на таа тематика, што имавме вчера забележливо. Леле, детево се маскирало како мене и многу ми го направи денот. Од среќа ќе ми пукне душата, секоја чест, изгледа одлично го извадил тој мој, што е за вас препознатив изглед. Супер изгледа со црните наочари, мустаките или брковите ги направиле супер. Црно-бела минимална комбинација, што е препознатлива за мене, ми една од омилените, наметната со кожна вентијага и нормално го има аксесуарот како штиклата и при тоа е сликан супер, ако е на скали, браво, одлична Халоуин комбинација. Не знаев дека сум толку страшен лик за Халоуин, шега на страна, ова секако дека годи. Видиме што имаме. Следно, да, ја имаме колешката моја Нина Ред, која изгледаше совршено во вчерашното издание, како Мортиша Адамс. Перфектно истои црната коса, Нина е преубава како лик, многу е благодарна, може да претрпи било каква трансформација и секогаш е многу добро стилизирана. И во вчерашното издание, буквално како Мортиша Адамс, беше генијална. Незината коса, незината перика е каде подобра од вие што ги имате оние црни коси штапетардирани. Па еве, видете Нина со перика колку тоа може добро да изгледа ако се направи добро. И црната коса може да биде ин. Што имаме следно? Ја имаме Катерина Ивановска, наш познат модел или манекен, како и да е, во исто така костимирано издание вчера за Халоуин, едно од најдобрите верзии што ги видов јас во Македонија, апропо костими. Одлични се и двајцата во многу добар костим, одлична поза, одличен мејкап, се е тука перфектно. Ете така. Опс. Кој звони сега? Молим.
How quaint. Добро, Анđо, добро жено. Знаеме дека тебе си ти е така полуиронично и полусмешно. Мене ми се свиѓаат, а ти гракоти со тоа гаврано тамо. Добро. Како и да е. Кога сме веќе кај Катерина Ивановска, што е топ модел и е манекен, па да видиме како Катерина Ивановска изгледа. Па, драги гледачи, како да не ми пукне душата од среќа, од убавина, како да не ми пукне душата на ваква фотографија, на вакво лице, на ваков аутфит. Да, гола е, има деколте, меѓутоа не е хоп. Не е хоп. Што, Ефи? Па нема, што треба да има? Балони тука? Нема, затоа што е топ модел. Има, ама не и се гледа, тука и се така наместени. Ке ви најдам друга слика, Катерина, сликате молам, кај што ти се градите извадени, овие сакаат да викаат дека си немала гради, јас знам дека имаш и тоа имаш преубави гради. Зашто не е у хоп позиција? Заради тоа што не треба, заради тоа што ова е урбано, ова е кул, супер коса, супер мејкап, супер стайлинг, нема ништо вулгарно, многу модно, многу трендовски, онака како што треба. Видете ја овдека. Тие се тие урбани кадри, како кадрирање на фотографија, тие се тие урбани движења, а некога ви е рачето на струкче и ноџето ви е скршено, како да имате скршено ноџе, па вратот ви е скршен, па се корнете за коса. Значи, вака се позира. Тие што не сте манекенки, а сакате да бидете манекенки, видите како го прават манекенките тоа. А вие сакате да бидете манекенки, ама гледате што прават квази старлети. И сега каков е тој микс? Боранија и купус, катастрофа. Одличен изглед за Катерина, вака се прави тоа. Па, драги гледачи, како да не се онесвестам тука од среќа и да не и дадам едно големо да и за изгледот, и за стайлингот, и за позата. Многу е препознатлива, многу е автентична сама на себе, многу е убава, секогаш има средена коса, секогаш има перфектен мејкап, секогаш е совршено стилизирана. И е многу префината и е елегантна. Браво, Катерина, за тебе. Чека да видиме кој сака да ти каже нешто, молим. И се бендиса, и на оваја, и пак и се бендиса. Нормално тоа е. Да видиме што имаме следно. Знаете ли дека веќе вака никој не изгледа? Веќе вака никој не се облекува. Ова е Јулија и ова до нејзе, не знам, веројатно е некаков си перформер, изведувач, пејачка, не знам, треба да е позната на популацијата или на македонската јавност. Вакви фустани. Фустанот што го носи Јулија, само можам да кажем дека на Јулија релативно косата е средена. Зашто знаела Јулија да оди петардирана, али тука е, да речеме, пристојно средена косата. Али такви фустани, со тие чудни должини, со тие дезени, со и боја, и друг колор, и светни, и угасни, и црни хулахопки, и чудни чевли доле, на некој ламинат, позади црвена фотелја ли има, па има црвено перде, па некои врати. А поготово двете заедно стварно подсеќаат неко сестрите на Пепелашка, него ко тетките на Пепелашка личат они две тука. Не, катастрофа модна. Молим. Да, модна катастрофа. Ау, драги гледачи. Па дали фотографијава случајно преку времеплов машина од минатото ми е испрати оваа фотографија каде што луѓето во некој време не време, тамо некаде крајот на 70-80 години која и тогаш вака не изгледале. И тогаш оваа фотографија била аут, а сега ова треба да е фотографија као за у 21 век, ова треба да е изглед за денес, ова треба да е изглед, едната од нив исто пее, едната од нив нешто наступа, а другиве може да се пратечи вокали или играчки или пејачки или тргачки или некој зенидачки, не знам како и да е, сите на купче се мега ужасни. Со хулахопки бисер боја првата, со фустан со некој принт. Таа позади нејзе бело кошулче, фармерки, бели радиоактивни чевли, али битно коса, мејкап до бол, окречена. Тамо третата, зашто се држат вака како чуф-чуф на свадба, вовче што играат или се на свадба некоја. А таа позади, драги гледачи, со тој джбун на глава од коса и тој фустан и таков мејкап и повторно лоши
чевли е апсолутна модна катастрофа. Молим. I'll tell you what you're gonna do. You're gonna march yourself upstairs to your room and you will stay there until I tell you to come out. Сите 4 ќе размислите зошто ова го зборувам, ќе видите дека вашите алишта се нефункционални, освен што може да ги ставите само во една функција, да ги соблечете и да бришете прашина со овие фустанчиња. Толку им е намената. Следно. No! Јас ке се превртам, подобро да си седна. Денешната мода не трпи ваков изглед. По 6 месеци го зборувам тоа во програма. Не трпи изглед од се и се што. Денешната мода бара минимализирање на стайлингот. Што значи тоа во превод во овој случај? Ако господјата плава, во плаво со плава коса, се решила да е блондинка и да е петардирана, она не смее да си дозволи да облече таков фустан кој што изгледа чудно, изгледа истргано, изгледа како чаршав, при тоа малку е меси, неуреден, со чизми Тексас лоши, кои се при тоа парталосани и е во две бои. Значи имаме и појас на струк, и елка позади неизе, кој знае што има се позади неизе. Целиот тој изглед да ги немало, да и била собрана косата, да имала доле фини чевли, па веројатно можеби неизниот стайлинг до некаде би прошол. Јулија овдека изгледа и најпристојна од сите, морам да кажам, а чим Јулија изгледа добро, тогаш мислам дека имаме надежда сите. А што е со оваја, како се вика, госпоđа у црвено овдека? Таква боја на коса, со таков крој, ова Касандра деколте малце перде, со таа должина на сукња. Значи, ако имате линија, облечете скрос мини, мега мини, или ако ја немате линијата, не ја носете оваа должина, зашто стои многу лошо, тогаш треба да се облечете во нешто што ќе е до колена. И чевлите горе-доле, ајде. Молим. Сестрите на Пепелашка, така изгледате сите три. Односно, ова е Јулија, вие како мајка, вие двете сте како сестрите на Пепелашка. Леле, драги гледачи. Леле, драги гледачи. И она треба да е некоја позната. А овие двајца до неизе изгледат рурално. Они изгледат толку рурално што ја фатиле ја тргаат, а она застанала како да сака да прсне. Тоа сукниче кожно со те патент напред, таа вентијага кожна и розево блузиче со таков тип на коса и таков мејкап. Значи, модна катастрофа, аут, ништо тука не е нефункционално, све изгледа мега лошо од неизина страна, а плюс со двајца рурални ликови од непознато потекло до неизде. Молим. Ти изгледаш као кафе куварица. Ти си супер кафе куварица. Хвала. Така некако му доаѓа, да. Пак сака некој да каже нешто за овој изглед, молим. Не, те молам. Испукна душата, драги гледачи, па и на мене ми пукна кога ја видов фотографијата. Одиме со... Девојче. Значи, наочари за сонце се нешто што се третира, освен за гледање и за штитење од сонце, и за чоро, кој што имам, јас сама па не догледам у монитор, па Рики и Ефи, и Горијан, и Дени, и сите да не ги редам, мора да ме подсетат што гледам на сликава. Освен наочарите што се за вид, и имаат естетска некаква си функција, наочарите за сонце се за да те штитат од сонцето, меѓутоа треба некако соодветно да лежат на твоето лице. А не треба да изгледаш како атомската мравка со наочарите. Како ти девојче ги стави овие наочари и не свати дека не стоја добро на твојот лик, а уште се постираше и си ја стави оваа слика на социјален медиум. Дали си туѓи наочариве, дали си ги нашла, дали ти ги поклониле, што и да ги фрлиш во џубре или да ги поклониш на некого што му стојат и што се соодветни за неговиот лик и неговата глава за тебе несе. Нема да ја разберам потребата да се сликате вака, никогаш нема да ја разберам потребата, да си ги скратите нозете и да си ги направите тоцкави, као да немате нозе, као да имате само еден труп, никогаш нема да разберам потребата, да ставите косата и да гледате некаде како да сте урочени.
Никогаш нема да разберам потребата од ова позирање. Зошто да гледаш од зид или да изгледа како да не гледаш никаде, како да сте изгубени? Зошто сакате да изгледате кога сте изгубени, кога да сте урочени, кога да гледате од зид, кога да зборите со духови, кога да зборите со непознати суштества, а при тоа сте сликани во еден простор кој е сосема неадекватен на вашиот стайлинг, на вашата поза, на колорот, на фотографијата. Во денешно време, во 21. век, многу се обрнува внимание на концептот. Заради тоа и дел од модата спаѓа под концептуална уметност. Така треба да ја третирате модата или вашиот изглед ако ја ставате во концепт на фотографија. Ова што ви го зборувам веројатно ви звучи како јапонски, пошто да зборам шпански веројатно серии сте научиле или какви беа оние серии турски, ама концепт на фотографија. Отворете, видете што значи концепт на фотографија во мода. Тоа значи дека ваков стайлинг во атмосфера од 19 век, не. Молим. Не, Бритни ми се расплака. Бритни ми се насекира. Се насекира, знам, Бритни, многу се секираш ти за вакви работи. Да, готово е. Готово е, драги гледачи. Еве го моментот од Хурем Султан украдените сатенски чаршави, што на Хурем Султан ги украдовте, ама биле во мали парчиња, во мали залихи и вие си направите фустанчиња од нив и изгледате лошо заради тоа што сте напикани. Сатенот е многу специфичен како материјал, поготово во таа боја и не треба така да се носи и не со таа должина. Сатенот е многу комплициран за износување и за изглед, поготово во таа боја. И заради тоа да не пали ова, јас сега ќе ти се јавам на Хурем Султан да видам што ќе ти каже за овие чаршафи, што си ги украл на постелнината од нејзината бовчи, од Хурем Султан што ги покрави, ти си направи фустанче. Хало, Хурем! Побудале! Побудале, Хурем Султан! Хурем Султан се дере да ми ги вратиш фустанче на чаршавите или да ги запалиш, ете и се извика на нејзе. Не. Ле, хулахопки бисер боја, да се кордам за коса добро, коса чиста, фина, убава, шорцевите, окей, хулахопките бисер боја, катастрофа, ти Анджелина Джоли ги пржи, шо е со чевлите доле, од непознато потекло се, не се толку страшни, не се оние најстрашни копита, блузичето само по себе не е толку страшно, меѓутоа целата комбинација, тоа блузиче, со тие шорцеви, со хулахопки, со бисер сјај, со тие чевли, во таа поза манекенка да будем и да се држам за глава? Не. Молим. Да се изгорат вакви хулахопки за секогаш. На сите времиња да не постојат веќе никогаш. Леле, не дај Боже, да се вратат у тренд. Не дај Боже, шо тогаш ќе се побудало следно. Еве, краљица купатила. Краљица купатила. Во купатило после физиолошка потреба, не смеете да заборавите дека треба да го земете телефонот како ќе излезете од вашата WC кабина или од тоалетната шолја, да си се подместите, да си направите едно позиче и обавезно да се сликнете во купатил или во тоалет и да го овековечите тој момент на вршење на физиолошка потреба. И повторно, јас не знам зошто. Нема да коментирам повеќе. Па нели зборам дека мејкапот е корективна алатка, нели зборам дека шминката треба да ве разубави, нели зборам, да, ова е пример како шминката е нефункционална, како е лоша шминка. Ги направила она нешто сакала Smoky Eyes, што е со вегите. Каде се вегите? Ама не смее да бидат 6 стар веги. Вегите тука треба малку да се појачаат. Тен, односно пудрата, джигер боја. А што е со бојава на устава? А притоа она не изгледа како да изсмрди под нос. Она изгледа како да има алергија, како да ја упале некои пчели, некои бубачки, некои животиња, некои суштествија миниатурни дошле од космосот или од непознато потекло или од кај што доаѓаат оние гуштери со непознати бои, тие ја искасале по уста, па и се подула. Или имаме тука лоши филери, лошо полнење на уста, или имаме лоша поза, како и да е, устните ти се лоши. Молим. Леле, како баби ми се устните. Не,
Не. Овој мејкап, овој изглед не е многу аут. Треба мејкапот да ви даде боја и свежина. О, која е сега, молим? How quaint. Па добро, он има совршена уста, така да може на сите да ви ги затне устите, само што ќе ви се појави, ќе ви се насмее толку Анџелина Џоли и уста. Тоа е тоа. Следно. Да, имаме писменца. Чекайте да си ги најдем јас тука моите. Чека, кое е прво писмо? Добро. Ова е подугачкото. Сергеј, види вака. Тоа ли е? Тоа е. Сергеј, види вака. Јас тебе не те гледам само поради тие реакции, како се тркалаш на подот. Кога бре се тркалам на под? Фино идеја ми да ќе се тркалам од утре. Поради тие реакции како се тркалаш на подот и поради другите реакции, тука поради искрените совети кои ги даваш. Пред да почнеш со емисијата, јас воопшто не се интересирав за модата. Ти направи 60% од Македонија да се облекуваат убаво и да се интересираат за модата. Не им обрнувај внимание на хејтерите, нека зборуваат тие што сакаат, само продолжи така. Благодарам на поддршката. Одиме со следно писмо. Вика вака. Каде ми е писмото? Добро вечер. Ај чита Ефи, драг Сергеј. Ти и твојата емисија што ја водиш се прекрасни. Немој да се навредиш, но ти си како комичар. Многу ме засмејуваш со твоите агресивно смешни коментари, ти благодарам. Браво, целосна поддршка од мене и продолжи понатаму со уште многу големи успеси. Те замолувам да го ставиш ова во емисијата, каде што случајно ќе прочиташ некои убави пораки и прочитај ме и мене. Те прочитав и тебе. Поздрав и ти благодарам на убавиот коментар. Одиме со следна порака. Ова се пораки што ги добивам, што едва и успеам да ги отворам. Вика, фала ти што ни помагаш да ја согледаме разликата помеѓу модерното и кичестото. Одличен заклучок. И не внесуваш во 21 век и ни покажуваш што е ин, што аут. Браво, голем поздрав до тебе. Браво, многу ми е драго што некој ја разбрал суштината и поентата на сето ова. И ќе замолам друга една работа кога сме веќе кај социјалните медиуми. Јас имам само 2 профила. Еден Facebook профил, еден Instagram профил. Тоа толку имам јас од социјални медиуми, да имам и неката си Snapchat таму. Немам други профили. Instagram профил водам само еден. Се што гледате фан-пејџови, чуда глупости, тоа нема врска со мене. Им благодарам и на тие што ги прават тие профили, меѓутоа не се со мене никако лично врзани. Така да што и да видите под мое име, освен тој мој официјален Facebook профил и мојот официјален Instagram профил, друго не постои. И друга една работа, кога ми праќате фотографии како предлог за критикување, јас ќе ве замолам, фотографиите да не се постари од 6 месеци. Ве замолувам да не се постари фотографиите од 6 месеци, заради тоа што не е окей да ми праќате слики од 2017, 14, 15, заради тоа што погледнете си ги вашите слики од пред 3 години, па да видите дека сите сте модна катастрофа. Природно е човек да погреши, меѓутоа да еволуира. Фотографија ако праќате со датум, не постари од 6 месеци. Енде. Молим. Ете така е на Мерилин Монро и се бендиса и она сака да ви каже фала за писмата, шо имаме Ефи следно. Па да! И Ким Кардашијан и сестрите сакаат да бидат Викторија Секрет, сакаат да им пукнеат душата, сите сакаат да бидат Викторија Секрет. Пуштај! Еве ги, се наредиле сите сестри судбини, ставиле бели крилја, облекле веш. Ким и Кендал изгледаат одлично. Али другиве сестри не ми се баш за на Викторија Секрет, али ете чудо се деси. Ај следна слика. Еве, Ким ги стави крилата, при тоа тело вретено, го има реобликувано низиното тело, секоја чест на вежбање, на што и да правите телото да ви изгледа добро, е оправдано. Заради тоа што кога ќе извадите вакво тело, имам друг проблем, што Ким е толкацка. Ким е колку микрофонов. Како Ким ќе се појави на Викторија Секрет или дали ова ќе биде кампања, не знаеме, меѓутоа знаеме дека на Кардашијанки им е готово, ги ставија крилјата, нема жена што не би посакала да се види себе си вакво издание кој што сакате и вие. Ајде сестри Ким Кардашијанки, каде сте на тоа видеото? Еве ги. Готово им е. Они правеле проба, шетале по ходници, сликале кампањи, се облекле прстици у гаки, сега вие кој ќе го видите ова тука во Македонија, кој ќе ставите некои скубаници, кој ќе се облечете на гаки, кој ќе се направите вака, али не гледате тие тела колку се стегнати, без разлика што некои од нив се слаби, некои од нив имаат повеќе волумен, некои од нив се пополни. Не, телата се стегнати. Многу е битно вашиот тонус на тело да е стегнат, за да можете да си дозволите да изгледате вака, при тоа и да ви е работа.
Ali šo vika Adriana Lima, ja sakam da prašam za Kim Kardashian za Victoria's Secret. Le. Pa koga Kim Kardashian ke izodi vaka, koga sestrite na Kim Kardashian ke imaат ovие нозе, тој тонус на квадрицепс, тој лист, тој од, ќе им пукне душата, не може. Ким Кардашијан можеш ти да се појавиш на Victoria's Secret, али на Адриана Лима ќе си и довде. Секако, да си инфлуентна, си битна. Али Адриана Лима. Така да, за денеска ќе ви испратам јас со Адриана Лима, тоа што се случуваше деновиве по социјалните медиуми, а јас, Сергеј Варошлија, ќе се одјавам во денешното издание и ќе ве оставам да проследите нашата програма со мојата колешка Јана Јосифовска и нејзината 1 минута. Поздрав!